успеавме да му го Морам кинеме. да ве прекинам затоа што 10 секунди повеќе и течеше времето. Една минута, Филип Петровски, поведете. Знаете што ми пречи? Ми пречи кога од секое едно техничко прашање конотацијата се префрлува на права на некој народ, на дел од народ, на малцинства, зашто е во Тетово, зашто не е во Куманово или во Штип. Состојбата е многу јасна. Знаете каква драма се случува 2 години со Скопскиот клинички. Какви обиди се прават за да се направи било каква реформа и по моје мислење нема баш многу голем успех. И едноставно Реплика 30 секунди, вие сте повелете. Се извинувам. Сите реформи се многу тешки и особено кога се спроведуваат во Македонија. Вчера во некој од весниците прочитав колку многу пари, конечно, значи после неколку месеци на реформи, има во буџетите во клиниките. Ако сега, без оглед на тоа дали ќе има или нема извери, продолжи вака да функционираат клиниките со собствени буџети и со средствата кои ги заработуваат, пациентите навистина ќе има од што да бидат задоволни. Значи, ми остана во ум 55 милиони на кардиологија, околу 9 милиони на дигестивна, околу 8 милиони на некоја друга. Многу пари, ми заболя главата, заврши вашата реплика, една минута, Филип Петровски, поведете. Видите, од овие бројки и мене ќе ме заболи главата, меѓутоа како пациент кој ќе отидете да побарате некое лекарство и кој ќе ве упатат во 5 различни аптеки, државни и приватни, да дојдам во ситуација да ја прашувам аптекарката, па добро, каде го има тој лек, бидејќи направена е реформа, добиле сите, се реформирал клиничкиот центар во Скопје, сите добиле пари, сите имале големи буџети, дошле менаџери кои што специјално се обучувале, имало по 2 директори. Добро, многу убаво звучи тоа, но да не сме во утопија на Томас Мор, само се прашувам, затоа што треба да се осети реформата таму кај што е потребна кај пациентите. Тоа сега го немам. И сега втор дел, да се вратам на Тетовскиот, кој што се извинувам што е во Тетово, и не е ни битно што е во Тетово, можеше да биде и во Гевгелија. Немаше потреба владата тоа да го прави кога е техничка и во еден период кога таа одлука ќе се спори, односно ќе се отвора дебата зошто е тоа направено, да не е за некои изборни гласови или за некои прегрупирања. Тоа е. Благодарам, збор по Борагин Пошка, повелете една минута. Од тоа што слушам, проблемот беше дали државата доволно богата за да отвори еден клинички центар или нов клинички центар и така натаму, или нова универзитетска установа. Да не забораваме дека премиерот отвори или даде наредба за уште 13 нови факултети низ цела Македонија, Кичево, не знам кои градови, Велес и така натаму. Значи се зборува за еден, ако е веќе популизам, тоа е повеќе популизам од страна на премиерот, отколку еден универзитет што бара да има клинички центар за да... Реплика? Не, коментар, имате збор, повелете. За да успее во тоа што... Ако слушнав дека се спомна зошто проблемот се внесува во етнички води, ние и да не сакаме, проблемот станува етнички, ако и само ги прегледаме темите кои се дискутираат овде. Денес втората точка беше етничка, оваа точка е етничка. Прошлата недела зборуваме за основната школа во Прилеп, пак е етничка. Македонија треба етничките проблеми еднаш за секој да ги реши, ако сака после да продолжи со другите евроатлантски интеграции. Етничко општество мора така да биде. 50 секунди за Веста Анеска, повелете. Здравството не е етничко, гледате, јас се согласувам да има таму центар, но вие имате проблем со тоа да сватите дека оваа тема воопшто не е етничка, таа е здравствена тема. Значи, премиерот не дава наредби, тој предлага закони, парламентарците ги гласаат или не ги гласаат, во зависност од мнозинството кое го има. Впрочем, ако овој потек е нелегален, има уставен суд, има нов парламент кој ќе го реши овој потек. Ако е така како што ви минатата влада во СДСМ, министерот за здравство ги пренесе ингеренциите од парламентот на владата, тогаш мене ми е жал, но тоа е легислативата. Владата во овој момент има право да одлучува за тоа, значи не за универзитетите, тоа мора да оди на собрание, но за јавните установи, за болниците, навистина може тоа да го прави. Ви благодарам, заврши темата број 3, третите 9 минути. Во исчекување на Жешки таа за резултати, првиот блок реклами. Пирамида! На вашата доверба и сигурност. Евростандард банка АД Скопје.